обично се зборува дека е тоа машка професија, меѓутоа јас сум многу љубопитна. Се повеќе ги рушиме табуата за машки и женски професии кои што јасно повозрастните луѓе повеќе се подложни на таквите табуа. Додека со младите луѓе воопшто нема проблем. Минатата екипа, последната што заврши, беше женска екипа, 5 девојки и 2 машки, со мене 6. Така да бевме одлични. И да, знае да питат повозрастни луѓе да изреагираат, ама како сега, очачар, треба да тоите очачарките тие, ништо не може да сработат, немаат сила. Јас на тоа обично се шегувам, да, ама имаат техника. Тоа е најголем ризик, можеби, е респираторниот систем, каде што мора да бидат добро заштитени сите кандидати. Јас кога работев се разбира дека носев комплетна опрема која што е потребна за очачарство. Во однос на алатот, она што јас сега ќе ви покажам што имаме и како имаме ние како училиште, колку сме опремени, го имаме најсовремениот алат од Европа. Затоа што го добивме како донација од град Нимберг, како збратимен град на Скопје. Ги добивме комплетите кои што се навистина врвни, нешто со кое што секој современ очачар би требало да работи. Нашата борба на нас како очачари, а и градот, мислам дека сериозно се залага за тоа да стане комунална дејност.